Еве неназад во најавата и најавниот форшпан ви открив дел од содржините, но останете со мене до самиот крај и се разбира изгледате што ви подготви забавната редакција на телевизија Нова. На самиот старт стартуваме со оние информации кои што го одбележа и го свртеа светот и се разбира меѓу најчитаните и најкликаните вести на tvnova.mk, а нормално поврзани со шоу-бизот. И верували или не, тука не е вметнат роденденот на Анастасија Ражнатовиќ, тоа не ни интересира. Одиме со ред. Кој би рекол дека Роналдо го копира Боки 13-ка, но со фотографијата што ја објави Боки, изгледа дека има вистина или пак случајност во ова. Каде и да се појави, знае како да го привлече вниманието на себе, дали со неговото однесување или пак секогаш оригиналниот аутфит. Овој пат, 13-ката му се обрати на португалскиот фудбалер Кристијано Роналдо. Тие сме, јас и другар ми Роналдо. За неја ќе кажеме светско, а наше. Девојката која веќе неколку години гордо чекори на светските модни писти и со која се поврзуваат светски модни брендови. Катарина Ивановска и овој пат успеа да го привлече вниманието на медиумите, но и на незините следачи на Инстаграм. Овој пат виновна е незината жешка долна облека, која ја сподели пред инстаграмџи. Дајте песмо, дајте трубе, остани ове туге. Кога веќе стартувавме со копирањето, така и ќе продолжиме. Себе одлучи да стане русокоса. Драстичната промена на незината коса предизвика лавина коментари во јавноста. Медиумите веќе ја направија и првата споредба. Северина како Тейлор Свифт. Дали станува збор за вистинска промена на имиџот или тоа е само обична руса перика? Ќе покаже времето. По објавувањето на незиниот шести нов студиски албум, Бионсе се најде на тапет на медиумите. Како што знаат да напишат највлијателните светски медиуми, кога Бионсе објавува албум, светот застанува. Така беше и овој пат. Светот застана и вниманието го насочи кон познатиот музички пар. Иако изминатите години се шпекулираше дека Бионсе и Джейзи се разведуваат поради неверство од страна на Джейзи, преку текстовите на незиниот нов албум Queen Bee, на некој начин тоа го потврди. По објавување на албумот во јавноста и шпекулациите дека Джейзи наводно ја изневерил Бионсе со незина блиска колешка, како и пишувањата за нивниот развод, се пропадна во вода кога парот под рака заедно се појавија во јавноста. Тука нема простор за сомневање, но дилемата останува дали ова беше одличен маркетинг трик за промоција на незиниот нов албум. Кога веќе разводите станаа хит, тука ќе го споменеме и пиратот од Карибите или Џони Дип, кој по цели 15 месеци брак се разведува од неговата сопруга Амбер Херд. Американската актерка веќе работи на случајот. Барањето за развод е веќе поднесено до високиот суд во Лос Анџелес. Двојката се запозна во 2011 година на снимањето на филмот Дневникот на румот. По шоу-биз-вестите од светската и балканската сцена, да се префрлиме на македонската сцена. Поточно ќе се дружиме со Роберт Билбилов и ќе направиме сефте во неговото студио. Пред 5 дена тој се појави на Facebook со една фотографија каде што имавме можност да видиме дека забавата за сефтето била одлична, каде што со негови соработници и пријатели влегува во неговото ново студио и нормално во меѓувреме тој спомена дека прославува и 16 години на музичка сцена. Каде нашите звезди од сега па натаму ќе ги снимаат големите хитови, ќе видите во продолжение. Еден од најдобрите и најпознати музички композитори и продуценти во Македонија, Роберт Билбилов, деновиве го отвори своето ново студио, Just RB Production, а ние не пропуштивме да му честитаме. Па секој продуцент би го посакал ова пред се да си има едно убаво катче каде што ќе биде естетски направена според тоа како он сака, нели, според боите, според опремата, според масата. Рецимо, оваа маса е custom made, направена според тоа кое што ја имам као опрема. Или имам толку и толку ракови, имам монитор стейшн, звучки толку оддалечени и сакам така да работам таа висина. Препоставам и другите исто тоа.
го прават бидејќи естетиката е најбитна пред се. Да имаш убаво каче каде што ќе се чувствуваш сигурно и убаво истовремено. Зад него има многу успешни проекти и хитови, но според него најголем успех за еден продуцент е квалитетно студио кое е неизбежно за работа. Па за мене најголем успех е ако си продуцент кој што има добри уши и убав натрешен слух, кој што знае што сака, би требало да си направи една убава соба каде што ќе може да го чуе она кој што го чувствува внатре и со помош на еквалайзери, компресори, алатки кои што се процесира звукот, малце да повежба околу тоа да ги најде тие, не знам, пресети како да ги наречам, да си го добие звукот тоа што го бара од себе и да го добие. Значи студиото е најприсутно ако ти сакаш да бидеш продуцент. Композитор, како композитор, знаеш, можеш на гитара да направиш мелодија, можеш на клавир, можеш и на ништо, можеш на телефона да отпееш ако знаеш точно што сакаш. За аранжман исто ти треба, можеш да го напишеш, значи ако имаш идеја, само треба да имаш и добра реализација. Без добра реализација мислам дека ништо џави идејата. Досега имаше повеќе студија на различни локации. Каков е планот? Ќе се задржи ли овде? Се надевам дека ќе биде дефинитивно ова, бидејќи е навистина убав простор, 100 квадрати, имам и канцеларија тука и човек кој што ќе работи, брка администрација и пиар. Едноставно морав да направам една ваква локација каде што кога ќе станам од Сабајле ќе знам кај треба да одам исто како на работа, бидејќи ние уметниците мораме да си ставиме некој пушинг онака да се притиснеме себе си за да работиме. Инаку не бива така. Од дома си седиме, знаеш, онака ќе дојдат пејачи или артисти со кои работиш и некако лабаво е дома, знаеш, сите ајде кафенце едно и така не си давам пушинг за да работам поише. Но колку тој може да функционира под притисок? Па јас секогаш работам под притисок. Јас сум како она кокошка која става да пиштол за да снесе златно јајце. Ако не ми се случи такво нешто, мислам не у буквална смисла, нели? Ако нема некаков притисок кој што ќе има дедлайн, мислам дека така светова ќе биде лабаво, па опуштена чеки, не денеска, а понеделник. Затоа што ја спомена естрадата, Роберт веќе 16 години успешно постои на нејза. Колку таа е променета од некогаш па до сега? Овие 16 години како ја работам официјално и е сменето дефинитивно, бидејќи се сменија многу генерации, се многу, доста генерации, но се сменија исто така и многу пеачи. Некои нормално со текот на годините се повлекоа, некои не можеа да издржат, бидејќи навистина ова е едно брзо темпо и финансискиот дел не е така лесен за да ги најдеш за секоја наредна песна. Некои се омажија, некои деца и слично. Но мислам дека сега е време каде што треба повторно да се проводи квалитетот. Секогаш нели кај што има квантитет, таму се препознава квалитетот и сега е време да се врати тоа што бидејќи народот сега го бара тоа. Ја не за џабе го направив ова. Живееме во модерно време каде има многу нови музички правци, но кој од нив е најактуелен? Од секогаш биле тие сајзерски звуци, тие синтетики, како да кажам затоа што виртуелниот свет го налага тоа и денеска можеш да најдеш милион звуци такви. И некои се стварно добри, навистина, кои што може да поменат на една песна да звучи, да кажеме, урбано, отмена и up to date. Но знаат и да бидат ладни, да ја оладат мелодијата, да ја оладат песната. А овој народ треба малце да внимаваш, сепак кој народ знае што е добра музика. Како и секогаш, така и сега, не ни откри на кои музички проекти работи. Ја никош не би сакал да најавам нешто што тоа прва треба да се случи, пошто имало случаи кога ќе кажам нешто, еве сега работам на нешто, знаете, сега ќе биде кај да е и не се случило. Имам убава идеја и убава вибрација околу како да донесеме македонската естрада на една повисоко ниво, да покажеме некој друг стандард. Односно, кај сме требале да бидеме многу одавна, бидејќи многу касниме и доцниме. И наскоро ќе биде, ќе има, да речеме, за месец-два, бидејќи при крај ми се песните. Но може нешто да се закасни околу тоа штампање, цедиње, нешто што не е во мој домен.
затоа што тоа што ќе ви го пуштам треба некој да го пее и не смеам да го промовирам пред да искочи. Можам да ви пуштам нешто што искочило за сега, а вака приватно на вас можам да ви пуштам све што сакате. Иако со нас сподели, Роберт остана воздржан и не откри на јавноста што може да очекуваме од него, па ние во негово име ви најавуваме многу хитови кои ќе излезат од неговото ново студио. А тука сме и да ги промовираме кога ќе се појават ексклузивно во сцена. Поздрав до Роберт Билбилов и многу хитови нека се прават во ова ново студио. Се уште сме на музичката сцена во Македонија и од денеска ќе имаме можност да направиме ТВ промоција и да позборуваме со Анита Мицова за незината нова песна. Официјално се појавува, ова е ТВ премиера. Анита Мицова, народот во Македонија запозна во учеството на македонскиот идол, па потоа замина за Италија, таму се омажи и заедно со мажот и со детето се вратија повторно во нашата Македонија. Започнува повторно со музичката работа, а еве што сработи изминатиот период. Пред само една недела, ексклузивно ги имавме првите кадри од најновата видеоприказна на Анита Мицова. Спотот се финализираше и во свежа форма ви го пренесуваме звукот на Боса Нова. Се прашувам, а знам дали е добро или зло, кога чувствувам ваква љубов за него. А јас сум искрено презадоволна и спотот како излезе и како тече во етер песната. Два животи е само најава за камбекот на Мицова. Со овој нов призвук најавува и музички албум. Работам со Весна Малинова Бабамова, со нејзиниот сопруг Кирил Бабамов и се снима во студио Момировски. Така што цел албум од моја страна е готов, значи испеане. Во моментов се спремаат аранжманите. Како и да мислам дека и за месец-два ќе биде и готов, но не го брзам јас тоа, сакам да си тече како што си треба, порелаксирано, како што и албумот, значи е цел релаксиран, боса нова, джез, поп, нешто така по комерцијално, али повеќе релаксирачка музика. Веќе извесен период работи и живее во Италија. Тоа е причината песните кои ќе се најдат на албумот да добијат и италијанска верзија. Албумот го планирам и да го снимаме од септември на италијански. Затоа што сепак како и да јас сум 4-5 месеци во Италија, па другиот дел од месеците се враќам во Македонија. И таму функционирам како музичар, настапувам секоја вечер и би сакала да ги имам и на италијански баш моите песни да си ги пеам. Родена е во Струга покрај езеро. Очигледно животот покрај вода е одлична инспирација за Анита. Па и во Италија, удобноста ја најде покрај море. Да, таму сум во Бибионе, местово е покрај море. Така да родена сум во Струга покрај езеро, така да навистина ми одговара кога има вода покрај море. Како некогашен финалист во талент шоуто Идол, на ова искуство гледа како одлична одскочна даска. Тоа беше навистина интересно искуство на едно повисоко ниво. Значи јас сум искрено задоволна од тоа како течеше тоа Идолот, но сепак јас после баш Идолот си имав приватни промени. И така да сакав да направам малце пауза од музика, сакав малце да се одморам, бидејќи пред Идолот веќе едно 10 години настапував по кафичи, дискотеки низ Македонија и мислам дека бев преморена од тоа. Така да после Идолот имав и доста понуди, значи и за песни, и продукции, но воопшто не бев заинтересирана. Сега на периоди ја имаме во Македонија, па ќе уживаме во свежиот музички бран со Боса Нова ритам, отпеан од грлото на Анита Мицова. Еден живот, два животи, се за една љубов во нив. Без него јас не чувствувам мир, за него не сум една. Во еден живот кој ни е крив, штом љубовта ни он се мести. Без него не сум своја, а не ми припаѓа.
Толку за ова четврточно издание на сцена и за утре ви подготвуваме нови премиери и ексклузивни прилози, така што ќе не следите и утре во 18:40. Во меѓувреме останете со телевизија Нова, имајте убава вечер. Поздрав!